Невообичаено високите температури за крајот на годината овоштарите може да ги искористат за почеток на реизбата. Експертите советуваат дека мора да внимаваат со кое овошје ќе почнат, затоа што доколку дојде ладно време во јануари и февруари може да има последици по родот. Кога станува збор за резидбата, би ве потсетил дека резидбата се започува со јаболчесто овошје, као што се јаболка, круша, дуње и така натаму, кои што се најотпорни кон ниски температури, а се завршува со коскесто овошје, како што се праските, сливите и така натаму, кои што се поосетливи на ниски температури. Ово го напоменувам затоа што ако покасно, не дај Боже, во месец, пример, крајот на јануари или февруари дојдат многу ниски температури, дојде до избрзнување на папките, да кај јаболчестото овошје што е поотпорно кон овие ниски температури, овие избрзнувања би биле многу минорни, а кај коскистото овошје што е поосетливо, тука резидбата ќе е покасна, па ќе се избегне и самото избрзнување. Резбените работи се почнати и кај лозарите, вели Вановски. Истовремено, земјоделците мора да ја потхранат и почвата. Сега е идеално време за тоа, сметаат експертите. Да се искористи овој период и за ѓубрење со внесувањето на основните или така наречени зимски НПК ѓубрива, односно НПК 3.16, 8.16, 24 и така натаму, во комбинација со органски ѓубрива, во колку не се ѓубрени површините повеќе од 4-5 години, или пак со микробиолошки гранулирани ѓубрива, кои што всушност ќе извршат разложување на хранливите елементи во самата почва. Зимската реизба е првата агротехничка мерка со која започнува било каква операција во лозовите насади и игра голема улога како во физичкиот изглед, така и во контролирање на родноста.